Лека ноќ, драги гледачи, лека ноќ Петар, ова се најновите вчерашни новости. Јована, лека ноќ и од мене, штом не гледате, значи сте од оние кои последни дознаваат. Токму така, чекор зад сите. Еве што ќе гледате вчера. Вчерашни открива се подготвува нов протест во Њујорк. Скандалозно, интервју со најголемиот непријател на Македонија. Шокантно, апел од загрижени граѓани, Македонија е во потрага по загубено лице. Ексклузивен гостин во вчерашни градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Како и секогаш на почеток одиме со една среќна вест. Едно финско истражување на воздухот во Скопје откри дека Скопје е лидер по загаденост на воздухот. И не само по тоа, туку и е лидер по смртност од истиот тој воздух. Дури еден од тројца умира од аерозагадување и болести поврзани со истото. Но од Министерството за здравство ги смируваат граѓаните. Како што истакна министерот за здравство Тодоров, ова се одлични резултати и благодарение на владата, дури 2/3 од смртните случаи не се од аерозагадувањето. А кога сме кај убавите вести, конечно една таква ни доаѓа од Валандово. Градот го доби првото дете во новата 2017-та. Горите родители Милан и Анкица Пипервалиеви со радост го дочекаа раѓањето на малиот Марко, кој им е прво дете. Во е радосна вест и за целата општина, затоа што ова е прво дете родено и од новата 2016 навака, со што родителите добијат 2 телевизори како подарок. На шега тие велат дека едниот ќе е за дневната, а другиот за собата на малиот Марко. Да е жив и здрав и голем да расте. Затоа кои се политичките настани кои одбележаа оваа недела, ќе видиме од нашиот репортер Ланче. Јована треба да го добие на линк. Токму така. Ланче, дали се слушаме? Да, студио се слушаме и оваа недела како и Се извинуваме за техничките проблеми, подоцна ќе се обидеме повторно да го вклучиме нашиот Ланче. По повод верскиот празник Водици, нашиот репортер сакаше да се фрла по крстот, но не стигна бидејќи се фати во крстот. Но да погледнеме инцерти од оние кои успешно се фрлија по крстот. Број 5. Македонската дијаспора во Берлин, 2015 година. За тебе именувајќи те возлюбен син. Број 4. Лева река, 2012. Број 3. Велгошти 2015. Број 2. Годелат Делчево 2011. Престанете! Оти нема ни да ви го дадеме крстот за да одите со него. И Штип 2014. 31 годишната Борислава Васкова од Штип е секничката која годинава го извади светиот крст од водите на Брегалница. И број 1. Сушица Струмичко 2016. Загрижени граѓани сакаат да ги променат традициите. Имено во Македонска каменица е формирано здружение Донирај, не фрлај, во чие соопштение стои дека тие се залагаат крстот да не се фрла за водици, туку да се донира за оние на кои им е најпотребен. Вечерва гостин во студиото на вчерашни е градоначалникот на општина Центар господинот Андреј Жерновски. Интервјуто со него гледајте го подолу во вестите.
По примерот на Србија, која го украси возот кон Косово со икони, Скопската општина Аеродром, позната и како Ерусалим на Балканот, реши да оди чекор понатаму и да пренамени неколку вагони од воз во цркви. Ке бидат поставени во близина на железничката станица на неколкуте раскрсници во општината каде што се уште нема цркви. Уште еден мал куриозитет е дека овие цркви ќе бидат први во кои традиционално ќе може да се оди по тренерки. Од македонски железници не информираа и дека места за молење ќе има на секоја железничка станица, така што патниците ќе може да се молат да не доцни возот. Кои се настаните на неделата? Ланче е на линк и мислам дека се е во ред со конекцијата. Ланче? Да, студи, оваа недела како и минатата е по-актуелна. Режија? Повторно не го слушам. Мене некој ме д***и овде, ја не разбирам. Си игра некој со мене, не разбирам. Шо е, ја мајмуни играм овде за 12.007 на ладно. Смрзнав, ја ми смрзнав. Значи, не, знаеш шо, не можам и кој бе. Исто е, мислите дека нешто ќе биде поразлично? Исто е, све се договараат. Све знаат што ќе се дешава. Све знаат, нас не Режија? мајчину да име на сите. Тргнал тој фикусот, се вратил од Египет се вратил. Голем кој се вратил од Египет. Еј, страшна работа. Ке си отидам, ке има да жалите по ланче. Режи, ова стварно нема смисла. Тоест ланчо, до 500 пати. Значи, кој значи, до толку ли не можете да запамтите 5 месеци бе ланче. Режија, пренесете му на ланче дека го слушаме, молам. О, ланчо. Значи, јас сум ланчо. Дедо ми бил ланче, јас сум ланчо. Режија, пренесете му на ланче дека го слушаме. Да, студи, оваа недела како изминатата е полна со актуелности. Господинот Ѓорги Иванов, што току Се извинуваме. Продолжуваме со вестите. Тој што шомарите, тој ги нарача друг дојде. Да дојдеше тој, ќе беше многу интересно. И ако ќе фати лева, десна. Необична случка се случи во Битола. Противпожарно возило влегло во дневна соба. Ја имаме репортажата од таму. Да погледнеме. Пожарната како што врвеше, ке враќаше назад куј некако и се испушти, ја оштеде куќата, влезе внатре. И натре да влезе како бомба да има паднато. Ако седевме телевизија да гледаме, и ќе де потиснеше. Како што велат битолчани, возилото во дневната соба влегло околу 3 часот и 50 минути попладне. А како што знаеме по бонтон, тоа не е добро време за посета. Комшите верваат дека возилото било топло пречекано од домашните и ако е така, сигурно му било понудено кафе и локум, пошто најверојатно и противпожарното возило ја напуштило дневната соба на задоволство на сите. Неколку десетици илјади, што би рекле провладините медиуми, протестираа пред зградата на Трамп со барање до идниот председател да го тргне Сорос од Македонија, но по се изгледа дека Сорос не се дава така лесно. По протестите очигледен е стравот кај мултимилиардерот Џорџ Сорос. Моќната македонска дијаспора му зададе тежок удар, но Сорос возвраќа на ударот. Тој ги спрема своите најлојални сили од Македонија за негова одбрана. Сега сме пред автобусот и можете да приметите дека контрапротестантите многу спонтано се собират. Они у секој момент треба да одат у Њујорк на контрапротест. Господине, што правите вие тука? Мене ми се јавија лично од Сорос и дојдов ја тука. Така е. Да. Чекаме сега, автобусот има некој дефект, малку да го поправат и одма идеме за Њујорк. Добро, фала ви. А вие, господине, што правите тука? Трамп сака да го изфрли Сорос од Македонија и затоа сум јас овде, зашто не сакаме странци се мешаат во државата и Трамп за нас ќе биде персона нон грата. Мислите персона нон грата? Мислам, да. Добро, фала ви. Не, само да кажам, нема да дозволиме никој да го сруши Сорос, никој. Така е, никој. Добро, фала ви, Ептен. Може да прашам уште некој контрапротестант што ќе каже. Ајде. Господине, може ли да го тргнете знамето да поразговараме малце? Не го тргам, сакам анонимен да останам. Може ли да ни кажете зашо протестирате? Докторот ми рече малку поќе да шетам и сакам Њујорк да го видам и Чикаго да одам, роднини имам таму. Фала ви, Ептен. Сорос до гроб. Како што гледате, тоа беше се од контрапротест. Јас сум Слободан Калешник. Македонија е во потрага по едно лице. До нашата емисија се обратија многу загрижени граѓани кои не замолија да го пренесеме нивниот апел, да им се помогне да го пронајдат лицето кое се смета дека е исчезнато. Добар ден. Добар ден.
Дали може тука да пријавувам едно лице што исчезнувало? Може да. Ајде, седи. Не сум за седење на поминување сум. Добро, и што знаете за исчезнатиот? Све знам. Црн, убав, така, со очи црни. Добро, имаме апликација сега, вади фоторобот, само ми требаат податоци. Добро. Па црн е? Црн. Црни очи, црна коса, така убав, многу. Добро. Колку е висок? Молим? Колку е висок? Колку е висок? Што знаем колку е висок? Толку. Добро. Како беше облечен последен пат? Мислим црно сако, така со бела кошулја еден. Спорт кежуел пишувај. А машна носеше? Молим? Машна. Нема машна, спорт кежуел ти викам. И кај го видовте последен пат? На телевизор, на телевизија го имам. Еве го 3 недели нигде го нема од нова година вамо, нит се јавил, ни ништо. А вие што сте му, роднина на некој? Не сум. Јас сум граѓанин бе, гласач. Сум го гласал. Еве го бе фотороботот бе. Абе ти за Зоран Заев збориш цело време. Зоран Заев бе, за именјак сум не ми текнувал, не. Па го нема нигде. Вака ќе правиме, онака ќе правиме, ова ќе правиме, она ќе правиме, ништо. Да знаеме, ако не бива ништо да се враќам, имам швицарска роđаци таму ја. Го нема и ние го бараме, а го барат и од обвинителство. Ќе се појави кај да е. Ајде пријатно. Студио, Јована? Ти благодариме, Зоки. Во меѓувреме, наши извори блиски до интернетот ни потврдија дека се случило Заев јавление. Со повеќе детали кога ќе имаме повеќе информации. Останете со вчерашни. Порталот Република однеодамна излезе со интервју во кое Никола Груевски се жали на своето здравје. Што точно ја предизвика лошата здравствена состојба на лидерот на ВМРО ДПМНЕ, ќе видиме од прилогот кој следи. На барање на новинарите на Република кои беа загрижени за неговото здравје, на лидерот на ВМРО ДПМНЕ му беа направени алерготестови со кои беше утврдена причината за проблемот со неговата хронична кашлица. Се потврдија сомневањата дека Груевски е алергичен на Џорџ Сорос. It's rather shocking for me because it's much worse than I expected, and it makes me reflect, and at the moment I'm confused. Според Сорос, со слично заболување се и Орбан во Унгарија, Шешелј во Србија, Ле Пен во Франција, како и други политички лидери од Европа, кои всушност се алергични на демократија. Тој што шамарите, тој ги нарача друг дојде. Да дојдеше тој ќе беше многу интересно. И ако ќе фати лева, десна, лева, десна, лева, десна. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Добро вечер, драги гледачи. Денеска во студио го имаме градоначалникот на општина Центар, господинот Андреј Жерновски. Добре дојдовте. Добро вечер, благодарам. Да. Ме интересира дали дојдовте со кола или со санка? Бидејќи соседна општина не знаев каква е состојбата, јас размислив со што да дојдеме, на крај одлучивме сепак со кола. Одлично. Кажете ми, дали сте задоволен од тоа како се исчистени улиците во Центар? Реакциите се одлични, тврдам дека е најдобро чистена до сега, но се разбира секогаш може повеќе. Така, кажете ми, дали за да бидат чисти улиците, значи треба да биде идеален градоначалник? Треба да биде. Дали има таков, не знам, но треба да е идеален или што е можно поблиску до тоа за да биде чисти. Како вие го замислувате идеалниот градоначалник? Како тој огледало што ја гледам. Значи таков викам ова е тој. Огледалце. Огледалце, добро. Шала на страна. Дали може да се префрлиме сега кон граѓаните прашуваат. Значи имаме наистина неколку граѓани кои што поставија прашања. Еве имаме архитектот Виница. Прашува дали ако подобро се испланираше просторот, ќе можеше да се изгради уште некој споменик во Центар. Во Виница веројатно има недостаток на споменици, кај нас се повеќе што треба. Не, збориме за кај нас, за во Скопје ако се испланираше. Многу ги има во Центар, не. Бар уште некој да ставиме. Не, сакаме да ги намалиме, не. Не, доволно. Добро. Еве повеќе што треба. Миле од Прилеп живо го интересира зошто нема Абер од школото во Капиштец, што го ветивте. Да, Миле од Прилеп, да.
школото, значи дозволата, земјиштето да почнеме да градиме, ни требаше година дена да ги молиме од владата, на крај ни го дада. Се е завршено што се однесува до темелите, столбовите ги дигаме, така да фактички веќе многу брзо ќе го видиме училиштето излезено на земјата. И плочата готова. И можеби нескромно, тоа училиште ќе биде најубаво на овој дел од балконот. Едва и чекаме да го видиме. Еве, 47 години ние чекаме основно училиште во центар. Сега имаме шанса. Урко од Скопје прашува: ако дојдеше тој со шамарите да врзе 3-4 јаки, како ќе се браневте? Чудно Урко да праша, тој треба да знае. Не е проблем во тој што дојде, проблем е да дојдеше тој што ги нарача. Да дојдеше тој што ги нарача, ќе беше многу интересно. Владе од Битола прашува: вика вака, имаме понуда за Боемска улица, слична на таа во Дебар Мало, но ни бараат околу 1 000 000 евра за тоа. Како ли успеа Андреј да најде толку ефтина понуда за само 750.000 и дали мајсторите се слободни да ги ангажираме? Јас кажав дека нема да има компромис околу квалитетните материјалите што ги ставаме во центар, не е толку, чини 580.000 евра. Зборуваме, кога слушам за должини, зборуваме за метал должен. Значи не може една улица се гледа само во должина, туку зборуваме ширина и се. Потоа не со материјалите, туку се што е направено во утробата, значи атмосферска фекална канализација и така, каделабри. Како и да е, чинењето за оние што критикуваат, кои што сака да прават споредба, чини буквално колку опашката на еден лав. Прашањето беше дали се слободни овакво мајсторите. Имаме уште нешто да завршиме на Боемска 2, но ќе бидат слободни за 2 недели. Ете, па ќе се јават кај Владе на фиксен, така? Слободно може таму, да. Одлично. Ако го најдат. Имаме прашање од жител од Марс. Дали има живот во ЛДП? Јас последен пат кога бев така таму имаше живот. Дали има сега, не знам. Само пред заминување би сакал да ви дадам еден подарок. За мене? Да, ова ви е за нели кога ќе си одите на кај дома, за да си одите на кај дома. Ама во центар се улиците исчистени? Да, ама мора ни скарпаш да поминете. Тогаш да, оправдано. Ете. Благодарам. Тоа беше се за вечерва, ви благодарам на вниманието. Група македонци кои живеат и работат во Њујорк вчера пред една од кулите на новиот американски претседател Доналд Трамп протестираа за поевтино парно во Македонија. Како што е веќе познато, Трамп се очекува директно да се заложи кај дистрибутерот БЕК да има редовно парно за граѓаните, како и регулаторната комисија малку да ја намали цената, за македонските граѓани уште повеќе да ги чувствуваат бенефитите од резултатот на изборите во САД. Нашиот репортер Кузман е во Њујорк, го вклучуваме во живо од протестот. Драги гледачи, еве се наоѓаме пред една од кулите на Трамп. Како што можете да видите, овде веќе протестот завршил. Се обидовме да разговараме со некои случајни минувачи, но за жал никој не сакаше да зборува на македонски јазик пред камерите. Кузман, извини, мислам дека кулата на Трамп е малку погоре по 50-та улица, фати нагоре право. По 50-та нагоре тука? Да, Кузман, од 50-та и само право. Ќе се вклучиме подоцна во вестите. А ние одиме понатаму со вчерашни. Сега се вклучуваме во Битола да видиме докаде е долго очекуваниот проект за топлификација на градот, а оттаму ни се јавува дописникот Менде Ристевски. Менде, дали се слушаме? Не, Јована, не се слушаме, но бидејќи прилогот е готов, јас ќе продолжам понатаму. Имено се наоѓаме во мојот стан, каде температурата изнесува цели -7 степени. Лани оломна ни беше -11, што значи дека температурата си има качено за цели -4 степени. Ние посекако овде во нашиот град не користиме парно цели 6 месеци. Некаде од април, израчунајте сами до кога. Нашата влада е запознаена со терминот што е глобално затоплување и знае дека во наредните 150 години температурата се очекува да надмини над нулата. Со тоа ги заштитува своите даночни обврзници и проектот ќе биде успешен да во наредните 150 години немаме парно ич. Дали имате некои други прашања? Студио? За сега би било тоа. Ќе се вклучиме повторно во вестите во 2167 година да видиме како помина глобалното затоплување. Или тоа ќе остане само уште еден ветен, а не остварен проект. Каква е вашата иднина на полето работа, здравје и љубов? Е вечната дилема која не мачи сите нас. Токму на оваа тема работеа нашите колеги од локалната телевизија, телевизија Звезда. Со желба овој прилог да допре до што повеќе граѓани, ние како национална телевизија ви го пренесуваме во целост. Добро вечер на сите што ме гледаат на телевизија 1.
Na TV Zvezda se izvinувам. Ja se bavim со tarot već dugo vreme. Na site im gađam. I ja mislim, sve koja karta ja tumačam. I imamo gledač, tako je, ko se javlja? Alo, Od kada se javljate? od Zaja se. Tako je, za ljubav ili za zdravlje hoćete? Za ljubav da mi kažuvaš. Tako je, za ljubav, tako je. Da, eto, znala sam. Imate krizu u brak. Ženec ste? Jo, ne sam. Ne, tako je, ali sigurno imate partnera. Komplicirano je. 8 godini smo bili u vrska, сега on saka da produži, ja se mislim. Evo, sad ću da vidim uzrok za kriza. Eto, znala sam. Imate problem sa partnera koji je u znak lav. On hoće da je dominantan. Gledač se isključio. Imamo nov. Tako je, ko se javlja? Вртам од ПСК, никој не ме слуша. Ne se lutete, niko ne ve sluša, ama zato vi je ne slušate nas. Да. Od kada se javljate? Тука, од канцеларија. Сакам да прашам за здравје. Кашам многу. Mnogo radite. Многу, а? Ne smete da radite 24/7. Mora da odmorite jedno 4 godina najmanje. 4, а? Vidim neko putovanje. Neko iznenadno putovanje. Iznenadno. Nešto čezneš, neće da se ostvari to što čezneš. Neće, a? Vidim neka nesreća će bude na to putovanje. Ali će pomine to. Da. Će pomine to. A sad vidim od majčina strana Da. neka muška osoba. Bratučet. Ta osoba ti iskorištava. За здравје се јавив. Za zdravlje, tako je. Da pitam, vi meka stolica imate, jel tako? Тврда. Tako sam i mislila. Tvrda stolica. Tvrda. Ili kako se to zove, zatvor. Mene ta karta mi je izvađena, ali ja sad ću da vam kažem uzrok. Eto, znala sam. Znala sam, imate povećan SJ. Jer vaš imunitet je pao. Od decembra navamo. Od decembra. Moj savjet je da se pazite od neke 3 ženske osobe. Да се пазим, а? Oni vas ne misle dobro. Gledač se isključio. Imamo nov gledač, ko se javlja? Ало, што? Се јавувам од Струмица, сакам да прашам една работа. Звездите како ми се наклонети и дали тумачите сонови? Ото има некој американец ми се јави со маđarski акцент на сон. Ja ne radim sonove. To jedan kolega od Amerika radi. Če vi dane broj čega pozovite? Фала многу. Ja radim isključivo tarot i sad ću da vidim sve. Evo. Vidim da ste dosta dugo vreme bili u senka, jedna muška osoba. Da. Vaše vreme dolazi Добро. i odlazi. Odlazi, a? Vi ste jedna jadna osoba. Mnogo ste osoba koja je mnogo bila mučena, stradala. Da. Vidim tu neki kornišoni, neki paprike. Što? No, morate da pazite na jezik. Da držite jezik kroz zube. Da li je gospodin zadovoljan od mene? Ako niste, onda zovite opet. Ako ne, zovite time out. Имаме ексклузивно интервју со најомразениот и озлогласениот непријател на Македонија оваа година. Да видиме што има тој бел гад да каже во своја одбрана. И не се работи за Сорос. Во ред, господине, но јас не го оправдувам тоа, ве молам. Се наоѓаме со една од најомразените личности во Македонија. Зошто го правите ова? Кој е поточно? Зошто мразите Македонија? Напротив, не сам јас ја сакам Македонија, овде можам да се задржам најмногу и да се чувствувам како дома. Во другите земји ме ништат нормално стандарда, овде кај уште еднаш ми се докажува македонската гостопримливост. Нормално го сакам и македонскиот народ, бидејќи читав кога се жалевте дека ви е топло, па баш заради тоа и ради жалбите против комарците дојдов. Што имате вие конкретно против мене? Македонија пат. Македонија пат нема ништо против мене. Значи, добро, до кога планирате да останете овде, нели, како вика народната поговорка? И волкот сит и мајкни. Што? До кога планирате да останете овде? Ќе поседам сигурно уште некое време. Значи, се уште сте решени уште да правите деструкција во државата, срамота. Ве молам, сериозно размислете дали тој хаос е од мене, јас само дојдов, а вие што направивте? Ја направив снежко. И тоа за децата го направив тој снежко. Значи, луѓе се испод тепа, немаме струја, па имаме струја цело време ладно, а вас ви е гајле. Па уште се смеете. Искрено баш ми е гајле. Значи, знаете што?
Воопшто не ми се свиѓа вашиот однос, ама ова е напад на новинар, ова е напад на новинар. Ви благодарам, студио. Се гледаме. Не скапано. Ѓубре. Сега одиме во боксерскиот клуб Илинденска Безброј, каде што ќе зборуваме со тренерот на клубот Миле, кој ќе ни ги каже сличностите помеѓу политиката и боксот. Да погледнеме. Бокс ти уствари една вештина која што од увек се користела за решавање на спорови. И рецимо да се бавиш со политика е многу слично као да си у бокс. Најважното е да пазиш брзо да не се нокаутиса. Постарите сигурно се сечат, не имавме еден таков многу вешт политичар. Они у политиката ги употребуваше сите удари, као што са директ, онда и директ, и кога ќе фати лева, десна, лева, десна, лева, десна, и онда не му дава да противникот да дише. Исто ти е у политика, кој тоа лева, десна, онда нема баш овакво со боксови, него лева, тоа ти е сител или слично, десна тоа ти е УЈП, и кој ќе те заредат УЈП, сител, лева, десна, и противникот паѓа у десвес. Он знаеше да удара и у боксот и у политиката, да задава и ниски удари што се испод појас, и за това од меѓународните судии може да попие дисквалификација, а чак да добие и забрана да се бави со таа доходовна делатност, као што са политика и слично. Абе, у политика исто, знаеш, боксуење сака борба у поише рунди, не некој ќе победи една рунда и после не боксуем ја више, да рече мој задниот меч што беше у децембар. Овој што е другиот политичар, рика, гледаш, го доби мечот од суди на поеди до душе тесно, али од публика не доби поддршка и сега еве, што правиме сега? Иако е мува категорија, од се спрема за еден меѓународен меч со некој тешкаш од Америка, од Унгарско потекло некој наводно, од берзанско-шпекулатска провиденција. Кладилниците трљаат руки, публика гледа се, демек 2 милиона публика кимало, као бесплатно. А не знаат дека ние тоа устари од буџетот го плачаме. Тоа би било што се тиче за политика и тоа. Браво, Мали! Дали ќе попушти снегот и дали конечно ќе видиме сонце? Следува временската прогноза. Лека ноќ, драги гледачи. Нашата држава од Делчево до Менада, од Мал Кандахар до Хераклеа е обвиена во снежна покривка, што е доста добро зашто институциите се добро покриени и може да продолжат во зимскиот сон. На скијачките предели Ѓавато, Плетвар, Буково, Стража, Деве Бајер и Пресека се очекува сончево, но студено време, кој ќе им одговара на скијачите како и на оние кои уживаат во уметничкото лизгање. Биометео, доста поволно ако сте поларна мечка или пингвин. Добро утро, се гледаме наредната недела. Тоа беше се за вчера. Гледајте ги репризите и следете не на YouTube и на Facebook. Со нас знаете дека секогаш сте на чекор за сите и последни дознавате. Тоа беше тоа. Ова е почетокот на вчерашни. Останете со вас. Добро утро. Добро утро и од мене.